Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ова видео ќе ви објаснам што е тоа температура и зошто всушност не постојат негативни температури. Сега првото нешто што ви паѓа на памет е да речете што тропово и какви глупости се тоа, како нема негативни температури. Па сите дома имаме термометар, така? И на термометарот имаме одредена градуирана скала, некаде имаме 0 и знаеме дека се што е под нулата е негативна температура. Логично, така, кога ќе видиш на вести, утре ќе бидат толку и толку степени, знаеш дека има негативни температури, нели? Значи, бац интересно, термометаров кој што го земам за видеово, нема градуирано минуси, така што имаме 0 и под нулата има 10 и над нулата има 10, али нема минус, што е интересно, зашто баш правам видео зашто нема негативни температури, као да знаеле кога го направиле ова. Но, окей. Значи, термометарите кои што ги користиме во секојдневниот живот, во најголем дел од светот, користат скала на мерење која се рекува Целзиусова скала. Така, каде што знаеме дека 0 степени Целзиусови представува точка на мрзнење на водата при една атмосфера и 100 степени Целзиусови представува точка на вриење на вода при една атмосфера. Така што сите температури кои што се под точката на мрзнење на вода се негативни температури, нели? И окей, ајде моца да си играме со оваа идеја. Ајде да започнеме вака. Да речеме дека имаш одредена соба, така и температурата во таа соба е 20 степени Целзиусови. И те кажам колку ќе биде температурата во соба која е дупло потопла. Океј, ти кажеш, добро, логично, оваа соба е 20 пута 2, таа соба ќе биде 40 степени Целзиусови. Што океј, има некоја логика, така, дупло потопло. Но ајде ова да го пробаме со соба која е минус 10 степени Целзиусови. Колка ќе биде температурата во соба која е дупло потопла? Па ако идеш по истата логика, помножиш со 2, ќе искочи дека другата соба која треба да е дупло повисока температурата е минус 20, зашто минус 10 пута 2 е минус 20. Нешто не валја, нешто не иде. Океј, да правиме друг пример. Или пак, еве, може да земеме соба која е 0 степени Целзиусови и да речеме колку е била соба која има дупло повисока температура? 0 по 2, 0. Значи, истата соба со иста температура е дупло потопла од претходната? Некако нема смисла, нели? Забележувате дека некои математички операции не може да се извршуваат користејќи ја Целзиусовата скала. Но не сите, например, се уште можеш да кажеш дека соба која има температура од 15 степени Целзиусови има 10 степени повеќе од таа која има 5 степени Целзиусови. И тоа е логично, нели? Разликата помеѓу двете е 10. Но окей, сепак останува прашањето зошто некои работи не може да се прават со Целзиусовата скала. Зошто искачува такви чудни резултати? Тоа е поради фактот дека Целзиусовата скала, па и Фаренхајтовата, се базирани на работи кои што ни се поблиски до секојдневниот живот. Работи кои интуитивно ги сваќаме, така, точка на мрзнење вода, вриење на вода. И тој опсег помеѓу 0 и 100 е тоа што го користиме во секојдневен живот и некои степени подоле, така минус 20, минус 10. Односно проблемот е дека овие скали не се базирани на тоа што е температура, него се базирани на секојдневни примери. Така што за да разберете зошто претходните примери немаа смисла, треба да ви објаснам што е тоа температура. Температура не е ништо друго него средната кинетичка енергија на молекули или атоми во даден волумен на простор, без разлика дали се во газ, цврста или течна агрегатна состојба. Просто кажано тоа е колку многу всушност се движат атомите и молекулите, колку вибрираат, колку се мрдаат наоколу. Што повеќе се движат, тоа е повисока температурата. Например, ако станува збор за молекули и самите химиски врски, тие не се ригидни кои стапчиња, ако некогаш така ги цртаме. Тие се скусуваат, се издолжуваат. Молекулите постојано се во некој флукс на движење, нагоре, надоле, лево, десно, ротационо. Сега, во даден сад со одреден газ или течна супстанца или цврста, молекулите не се сите исто подвижни, така некои се движат повеќе, некои помалце или атомите, небитно. Затоа викаме средната кинетичка енергија. Да, некои се движат побрзо, некои поспоро, но ако извадиме некој просек ја добиваме температурата на таа дадена супстанца или на тој даден волумен од газ. И со самиот термометар, живата која се наоѓа внатре во овој стаклен сад, значи она завзема одреден волумен. Ако е поладно, атомите се поблиску едни од други, не мрдаат толку и завзема помал волумен. Како што се загрева, тие се движат повеќе и повеќе, се одбиваат едни од други, не сакаат да се толку блиску едни од други, завземаат поголем волумен, но бидејќи ѕидот е ограничен, живата се качува нагоре по оваа градуирана скала, која е земена одреден стандард, така што се поставени дадени вредности.
Ако земеш на пример со чекич, така и удираш во одредено железо, многу постојано, удираш, ги раздвижуваш атомите во самиот чекич, во самата плотна кај што удираш. И они се загреваат, ако пипнеш потопло. Така, со бормашина ако бушиш, се загрева бургијата. Ако ги тријам рацете, нормално ги придвижувам атомите на моите дланки, така што се зголемува нивната температура. Ако ја повеќе се движам, се зголемува движењето на сите атоми во моето тело, се зголемува температурата. Нормално сега за биолошкиот систем има многу други интеракции кои што влегуваат во таа равенка, но тоа е главната идеја. Така, на пример, ако земеш одреден сат со течност и го мешаш, ти постојано со мешање ги придвижуваш атомите, внесуваш енергија во тој систем, ја зголемуваш температурата. Кога имаш интересен пример, вентилатор во соба, така да речеме имаш вентилатор и он врти и ти мислиш ја лади собата, така бидејќи се чувствуваш поладно, така одува вентилатор на лето. Он всушност ја загрева собата. Ако ставиш термометар во собата, ќе видиш дека температурата на собата расте, бидејќи атомите на воздух се придвижуваат повеќе. Сега речеш, добро, зошто тоа кога дува вентилатор ми е поладно? Од повеќе причини, но главно е бидејќи има секогаш одреден слој на течност на твојата кожа, кој што евапорира и затоа ти се намалува температурата. Дополнително, воздухот околу тебе, ако немаше вентилатор, ти го загреваш, имаш како една обвивка на нешто си потопол воздух од тој што е во ќошевите на собата, така? Тој што е по страна е поладен. Кога дува вентилаторот, тој воздух, таа обвивка на потопол воздух околу тебе, ја оттргнува и носи свеж, поладен воздух од друг крај на собата, така што ти се осеќаш ко поладно. Но вкупната температура на собата всушност се зголемува. Сега, кога го имате ова на ум, можете да си замислите и многу други сценарија. Например, еве ми ја ракавата, имам клетки кои им се создадени од атоми, кои што имаат одредена кинетичка енергија, значи ако измерам температурата, ќе појдам помеѓу 36 и 37 степени Целзиусови. Во ред, да речеме некој предмет, чашава, и она е изградена од атоми, и тие имаат одредена кинетичка енергија, се движат, но најверојатно нешто си помалце, така, сигурно нема 40 степени во собава, така што ако би ја допрел, би осетил ладно, така бидејќи има пониска температура. И да, кога ќе пипнаме е ладна. И што се случува? Атомите на раката кои вибрираат повеќе, доаѓаат во контакт со атомите на чашата кои што вибрираат помалку, и моите атоми, односно како што се студираат, почнуваат и двете да вибрираат на некоја си средна вредност. Но бидејќи јас сум човечко суштество, така биолошко, цело време додавам енергија во системот, моите ќе останат да вибрираат на 36, така нема да се изгладам до температурата на чашата, така што чашата ќе пополека ќе почне да се загрева и нејзините атоми ќе почне да вибрираат и ќе постигнат некоја средна температура, односно температура како мојата рака. Но една интересна работа е, на пример, чашава кога ќе ја пипнам и осеќам ладна. Но на пример ако земам некоја книга, еве да знам, да речем, физика нека биде, и ја пипнам, не ја осеќам толку ладна. Иако книгава и чашата се на иста температура. И двете се во истата соба, така имаат постигнато еквилибриум со собата, така што се на иста температура, ама чашата ја осеќам многу поладна од книгата. Зошто? Бидејќи материјалите од кои што се составени действуваат различно. Односно, атомите на чашата многу побрзо постигнуваат еквилибриум со раката. Односно, температурата на раката многу побрзо се намалува, за разлика од книгата. Така, кај книгата многу поспоро се поставува тој еквилибриум. Така што не ја осеќам толку ладна, иако иста температура како чашата. Сега, кога имате оваа идеја дека температура е едноставно движење на атоми и молекули, сега може да почне да сваќате што всушност се случува. Да речеме дека ова движење е 20 степени Целзиусови. Така, ова движење сега е 0 степени Целзиусови, ова движење е минус 10, минус 20, минус 30, минус 40. И викате до кога ќе тера ова? Додека не застанат атомите. А кога е тоа? Епа, тоа е на 0 Келвин, односно апсолутно 0. Ако би гледали со Целзиусова скала, тоа би било минус 273,15 степени Целзиусови, каде што немаме движење и едноставно викаме дека температурата е апсолутна 0. Сега, теориски тоа постои, но практично не може никој да се постигне. Имаме стигнато до 0,0000 нешто келвини и никогаш не можеш да стигнеш до апсолутно недвижење на атоми, бидејќи за да го постигнеш тоа треба да правиш нешто врз атомите со
што ќе ги придвижиш, тоа е како да пробуваш да фатиш топка, али постојано како идеш да фатиш ја клоцаш. Така што практично не може да се изведе, но тоа би било апсолутно нула. Да сега повторно дека има некои квантни флуктации, значи електроните повторно ќе се движат, ќе се има некои квантни ефекти, но генерално нема да има кинетичко некое се движење на атомите и молекулите. Сега кога го сваќате тоа, сваќате зошто не може да има негативна температура. Не можеш да имаш негативно движење. Температура е мерка на движење на атоми. Односно, термометаров е еден вид брзинометар за атоми. Значи, ја мери просечната брзина на атомите во даден волумен, каде и да се наоѓа, така? Дали е течност, газ или што и да е. Сега, ако идеш во напредна физика, можеш со некои манипулации на формули и теории да навлезеш во негативни келвини, но тоа не нас занима сега. И затоа во науката скоро секогаш се користи келвиновата скала, бидејќи точно им представува колку е енергијата во даден систем. Така, со тоа можеме да видиме колку е разликата во температура поточно. Сега, ако го имате ова на ум, да ве прашам, ако имаме соба со 20 степени Целзиусови, колку ќе биде температурата во соба која има дупло повисока температура? И одговорот е 313,15 степени Целзиусови. Значи имаш соба која е 20 степени Целзиусови и соба која има дупло повисока температура со 313,15. Зошто? Бидејќи собата со 20 е всушност 293,15 келвини, а оваа која е дупло со повисока температура е 586,3 келвини, односно 313,15 Целзиусови. И некојаш кога сум во друштво, знам да кажам, не е ладно, малку е топло, што е малце педантерија, бидејќи ладно и топло не се температури, тоа се субјективни искуства на дадена температура. Да некој може на 20 степени Целзиусови да му е ладно. Така, но обично кога некој вика дека му е ладно, мисли на сина боја и на негативни температури, што сваќаме дека негативните температури се всушност позитивни, само што со помала вредност. Така затоа викам, не е ладно, помалку е топло. Како една бонус поента, сакам да размислите, ако 0 келвини е најниската можна температура каде што нема движење, која е највисоката? Која е максималното движење што може да постои? Точниот одговор е дека не знаеме, но еден начин на кој може да го совладаш проблемов е со секое движење на атоми и молекули имаме одредено зрачење кое се емитува. Така, и тоа има одредена бранова должина. Што е пониска температурата, поголема е брановата должина. Што е повисока температурата, помала е брановата должина на емитуваното зрачење. Сега, ако е многу висока температурата, брановата должина ќе биде многу мала и ќе стигне до Планкова големина, што тоа е должина која е најмала што мислиме дека може да биде, и ако температурата е повисока од тоа, не знаеме колка ќе биде брановата должина. Океј, и тоа беше се за овој видео. Седам нека научивте нешто ново и имате некое поинтуитивно сваќање што е тоа температура. И ќе се видиме во следното видео, како секогаш останете љубопитни. Поздрав!